Почитувани гледачи, имате можност да ја гледате првата емисија од серијалот емисија Спектар, кој што во наредниот период ќе се емитуваат на телевизија КИС. Со оглед на тоа што е прва емисија, накратко да ве информирам дека ова емисија ќе третира, односно ќе се дискутира за повеќе теми од областа на инфраструктурата, од областа на културата, спортот, водоснабдувањето и слични теми. Прва вечерашна тема се однесува на сообраќајот, или така грубо да го кажам, сообраќајниот хаос кој што се случува во Тетово. Мои гости се професорот Вунет Палоши, професор по сообраќај и патишта. Добро дојдовте, господине Палоши. Така. Втор гостин е господинот Пецо Костадиновски, кој што е самостоен инспектор за превенција при секторот за внатрешни работи. Добро дојдовте во емисија. Значи, освен вас двајца, поканивме гости од општина Тетово, кои што за жал не присуствува, не ни образложи од кои причини, меѓутоа сметаме, јавноста најверојатно смета дека тие се најнадлежни за на некој начин да кажат што преземаат за решавање на сообраќајниот хаос во Тетово. Еве да ве прашам вас како експерт, освен што да речеме локалната самоуправа во овој случај се покажа дека е затворена за јавноста, дали локалната самоуправа како експерт соработува со вас и со другите експерти, значи што се во Тетово во однос на решавање на проблемите, со оглед на тоа дека знаеме сите во институциите се вработуваат партиски, па не знам дали имат доста толку многу нели стручнаци да на некој начин ги решаваат тие проблеми, колку локалната самоуправа ги на некој начин бара мислењата на експертите за решавање на овие проблеми. Преди се морам да кажам дека локалната самоуправа е должна да соработува со експерти од областа на сообраќајот, на патиштата и улиците, затоа што и законска обврска е да го тоа уреди. Првиот и основен, значи, да речем, скала во оваа соработка е да ги земе мненијата на експертите при изготвување на урбанистичките планови, и тоа од просторниот план па и деталните планови. И надлежните организации кои се овластени за проектирање, они морат според проектната задача што ја оформува општината да дадат решенија. Значи, прва и основна задача на општината е за да ги среди проблемите, да ја формулира проектната задача, затоа што проектантите треба да знаат што бара општината. Сега во тој дел, значи општината треба да ги консултира не само анкетираните граѓани или од визуелно гледање на проблемите, но треба да ги консултира и експертите, затоа што експертите се должни да размислат не решавање во моментот, него е за еден подолг период од 20 или 25 години, затоа што просторните планови се носат на секој 25 години, кои се во согласност со просторниот план на Република Македонија, затоа што градските улици треба да видат една целина од патиштата низ Републиката со просторниот план. После тоа се пристапува кон донесување на деталните планови кои се носат на секој 5 години. Така, вие сте еден попознатите експерти за сообраќај. Колку вас локалната самоуправа ве консултира? Па за жал никогаш и ништо. Јас повеќе соработувам со републичките органи од областа на сообраќај, еве да не речам 20 години, него со локалната власт. Локалната власт, мислам дека они уште не се свесни дека вакви големи одлуки за големи решенија кои го решаваат проблемот за 25, а се користат и 50 и 100 години, немаат визија дека тука не мене, него и другите луѓе од оваа област се должи да ги консултираат. Така. Еве, поради тоа што и не ги консултираат експертите, можеби за тоа и нема добри сообраќајни решенија во градот, меѓутоа за тоа потоа. Како стигнавте до тука? Еве, вие живеете кај Шарена џамија, се соочивте ли со проблеми додека стигнете до телевизија КИС има 1 километар? Па јас, не само јас, него пошто сме во централно градско јадро со куќи што живееме, целата моја породица, ние возлата сега веќе не ги користиме, затоа што сега побрзо ќе се стигне пешки до една точка, од една во друга точка, него да се оди по сообраќајниците во градот Тетово. Зашто е состојбата така, јас малце би го образложил тоа подетално, затоа што се случија некои работи во Тетово во претходните 10 години што не можевме ние да речеме професионалци од оваа област да ги предвидиме. Таму негде 79-та година
1989 година беше урбанистичкиот план на град Тетово кој беше на снага. 93-4 година пристапивме кон дополнување и измена на урбанистичкиот план на град Тетово. Тој се донесе негде околу 2002 година, кој што е на снага. Меѓутоа се приближува времето кога и проаѓа рокот и на тој план, затоа што тогашните урбанисти и тогашните општински органи не може да предвидат дека во Тетово од еден град кој што имаше негде околу 40.000 и нешто становници и предвидувањето беа дека за 25 години ќе стигне до тамо негде 70.000, таа бројка се достигна уште на 15-та година. Значи, уште тогаш се направени грешките во планирањето на живењето на луѓето во град Тетово, каде што спаѓа и сообраќајот како дел од проблемите што се решаваат, како што е канализацијата, водовод, зелени површини, електрификацијата, топлификацијата, не знам, школството, здравството и така натака. Значи, проектантот мора да ги има сите тие параметри според бројот на становниците и да даде решение и да предложи решение кои ќе се усвојат. Никој не може да предвиди таму 94 година дека Тетово ќе стане универзитетски град со еден огромен прилив на студенти, околу 30.000 студенти, кои што со себе навлекува после и луѓе да дојдат и да живеат во Тетово, нели, да купуваат и станови со возила и така натака. И тогаш не можеме да предвидиме ние дека Тетово ќе достигне бројка од 70 нешто илјади становници кои се домицилни, а плюс овие 30.000 што доаѓаат и се враќаат. Така да тие грешки во урбанизмот сега ги плаќаме сите. И значи решението, пак викам, е во експертите да изнајдат решение. Така, господине Костадиновски, вие, еве конкретно да ве прашам, иако сте дел од тој синџир на институции кои што ги решава проблемите, кои што учествува во решавањето, вие лично со какви проблеми се соочувате во сообраќајот? Како стигнате до тука? Еве. Добро кажа господин Палоши, значи сообраќајот во Тетово стварно е зголемен во обем на моторни возила и тешко се доаѓа до одредени дестинации. Меѓутоа тоа што е, тоа е сега со оглед на тоа што е планирано за така е денеска тука сме да дискутираме. Така. Еве едно конкретно прашање до вас и јавноста да се запознае со надлежностите на сообраќајната полиција, затоа што често знаеме да слушнеме реакции од тетовци, ако нели има премногу гужви во градот, па вината ја префрлат на сообраќајната полиција, па веднаш велат каде е полицијата да ја реши гужвата, да го реши паркинг просторот. Може ли накратко да ни објасните до каде се ингеренциите на сообраќајната полиција за регулирање на сообраќајот во градот? Полициската станица за безбедна контрола на патниот сообраќај значи превзема мерки по однос на контрола и регулирање на сообраќајот, а во контекст на тоа презема значи како репресивни така и превентивни мерки. Во 2013 година значи можам да кажам дека вкупно некаде се околу 2350 поднесени прекршочни пријави од репресивен карактер, значи поради непрописно запирање и паркирање на моторни возила. А во исто така в 2013 имаме и некои проекти од превентивен карактер по однос на паркирањето. Значи не зависи само сообраќајот од нас како сообраќајна полиција. Ние во делот наш, значи стварно преземаме мерки и граѓаните не треба да се сомневаат дека ние не постапуваме согласно законските наши овластувања. Ние значи комплетно преземаме мерки во границите на можност. Така, еве конкретно ќе ве прашам, да речеме улицата, односно булеварот Маршал Тито, понекогаш се паркираат и по неколку возила, односно зафаќаат 2-3 ленти. Дали имате ви ингеренции на некој начин сите да ги казните што се тука паркирани на втора, па дури и на трета лента, значи само една лента се остава? Како не, секако дека ги казнуваме. Немој да мислите дека некој ќе помене, тоа не може секаде да се постигне. Ние во границите на можностите, значи поднесуваме и таа бројка не е мала бројка, 2350, значи по однос на паркирање за 2013 година. Е голема бројка на прекршочни пријави. Меѓутоа многу има и возила во градот, така да... Нормално, ако земете у предвид дека Тетово како Тетово има регистрирано некаде околу 25.000 моторни возила,
со оглед дека паркинг просторот е мал, бројката за паркирање и граѓаните се приморани да прават и вакви прекршоци. Така, колку полицајци има на терен еве во текот на денот во централното градско подрачје кои што се надлежни за регулирање, да речеме, на тие непрописно паркирани возила? Затоа што секогаш кога снимаме на терен, се извинувам, премногу има возила, еве како што кажав, и Благоје Тоска, и Маршал Тито, и Линденска, значи зачудувачки колку слободно се паркира. Дали има тетовци премногу пари па не ги болат казните или што е работава? Или па не можете да постигнете како што рековте? Не, вака. Ние значи преземаме мерки, али сега не можеме да бидеме облак над секој еден. Ние имаме мерки по проблематика случување на незгоди, проточност во одредено време, место, така да службите се насочуваат по потреба. И така да покривањето на градот го вршиме, да речем, со 5 патролни служби по 20 полицајци во текот на еден работен ден и преземаат мерки согласно закон. Значи за една смена зборуваме. Така. Тоа 4 смени. Так, колку време сте во СВР Тетово? Јас сум од 86-та година. Рековте има 5 патролни служби. Еве да речеме, Просек карикирам. така, сега. пред 20 години колку патролни служби имаше? Па ако се гледа наназад, тогаш беше друго време, помал број на моторни возила, значи сега зголемене број на моторни возила, помалку прекршители имало по однос Така. на тогашниот, значи улиците одговарале согласно с тогашните потреби. Во даденава ситуација стара сообраќајна инфраструктура, зголемен број на моторни возила и нормално дека Не, прашањето ми е дали сега има повеќе патролни служби со оглед тоа дека нели зголемене бројот на возила во па видите, во споредба. Во споредба, Статистички да, само. Статистички има зголемен број на. Меѓутоа сметате дека не е доволно ли е за да се регулира, затоа што и да е донесете, ако нема соодветно решение, да речеме, да се изнајде решение за паркинг простори, да се изнајде решение и соработка со другите институции со кои треба да соработуваме, колку и да преземаме мерки репресивни, значи не е постигнуваме целта. така, значи синџерот на институции тука е најпотребен за на некој начин да има добра инфраструктура во поглед на сообраќајот. Каква е соработката со локалната самоуправа? Соработката со локалната самоуправа, да речеме, на некој ниво, меѓутоа проблемите кои треба заеднички да ги решаваме, некогаш доаѓаме и до, еве, да речем, за паркирањето, посебно од 1 септември до 15 ноември имавме изработен проект, научи прописно, под мотото научи прописно да го паркираш своето возило. Заеднички, значи беа и они вклучени, тука имаше вклучено инспектор за комунален, инспектор за сообраќај. Значи имаше од сите институции, тој проект беше поддржан и од ОПСЕ, со цел да за доброто на граѓаните да изнајдеме метод како да ја подигнеме свеста кај граѓаните, зашто не се сам некогаш и граѓаните, малку културата не недостасува сообраќајната култура. Има граѓани кои сакаат, да речем, со своето возило буквално да седи у кафе и да го гледа возилото пред себе. Значи сакаме да подигнеме свеста малку кај граѓаните, за тоа цел делиме и привезоци, така скромни привезоци, каде што имаше едно лого. Заврши тој проект, али конкретно нешто околу паркирањето поново остана статутот скво. Значи, они навестија дека имаат во тека изработка на зонско паркирање, проектот зонско паркирање, дека ќе почне тоа да се применува и овој проект значи, беше добре дојден, затоа што тука имаше вклучено и редарски служби, така да беше добре дојден проектот што го реализиравме за како претходница на нивниот проект за зонско паркирање. Но во пракса ништо тоа. Во пракса се уште нема ништо, од кои причини не сум. Така би било добро од локалната самоуправа да бидат тука да објаснат, меѓутоа од таму не дојдоа. Еве, господине Полоши, сите знаеме во каква состојба се наоѓа градот во поглед на сообраќајот, значи булеварите не се пробиени, господинот Костадиновски напомена и проблеми со паркинг просторот, значи има премногу паркирани автомобили на пешачки премени и на тротоари.
Значи, вие како експерт, како го гледате еве Тетово после 10 години, доколку локалната самоуправа ги решава работите по ваков терк? Значи пасивно како што гледаме. Значи не зборам само за оваа локална самоуправа и за претходните други локални самоуправи, пошто проблемот не е оваа година кога дојде новата, туку проблемот е на нас за 10-15 години, можеби 20. Точно, значи овој проблем јас ви кажа дека уште од 94 година со измена на деталниот план е ставен на дневен ред и уште тогаш значи решение е дадено во превивање на булеварите во обиколката на град Тетово со сообраќајници и третиот проблем е внатре во град да се направат отворени паркинг простори или да речеме подземни или надземни места за паркирање. Значи тие постојат уште од тогаш во урбанистичките планови на град Тетово и во деталните 2-3 локации има каде што се предвидени такви работи. Значи, за да се реши овој проблем, преди се треба општината сега и со новиот закон, до сега беше, или до пред една година, беше во невозможност затоа што земјиштето беше на Република Македонија, додека локалната самоуправа имаше проблеми како тоа земјиште сега да го преуреди, да го даде на концесија за вакви намени, но сега има една година веќе по новиот закон за земјиште, републичкото земјиште припаѓа на општината. Нема никаква пречка сега општината да ги реализира тие проекти што се предвидени, да ги дополни, ако треба и да го измени, меѓутоа, или да го зголеми бројот на таквите локации. Такви локации се предвидени кај Веро, катна гаража, локација таква е и во плоштад предвидено со подземно паркирање, целиот плоштад. Значи не ова што е направено сега. Ова е временно решение со кружниот ток во централното градско подрачје, но фактички усвоеното решение е со подземни околу 500 паркинг места доле во самиот центар на градот. Значи овие се предвидени работи што општината сега треба да изнајде сили, ако нема собствени средства, а ги нема, нели? Треба да се оди на концесија без страф. Значи не е овој проблем денешен, ни од пред 5 години, 10, ово е од 94 година, 20 на години не е преземено ништо во тој смисол. Чак и да е главни сообраќајници што се замислени, како што е улицата Благое Тоска, таа не е пробиена, а таа веќе стои, луѓето не можат ни да градат, а по тој урбанистички план, тој булевар многу ќе го растерети централното градско јадро, а да не зборам сега и други решенија, значи со едносмерно возење, обиколката, источниот дел, источната обиколка што треба да се изгради. Ние сега повеќето, значи кога сакаме да го избегнеме ова, ние одиме по аутопат и влегуваме од страната на гостивар во градот Тетово. Значи не е лошо да се размисли и тој аутопат, каже која идеја ми е ова, јас тоа сум го размислувал, значи целиот аутопат треба да бараме од државата да се размести, затоа што таа веќе почнавме да ја користиме како кружна обиколница на град Тетово. Значи имаме индустријска која веќе е закрчена и многу брзо ќе дојде, не 10 години, веќе и таа индустријска улица нема да го прими сообраќајот. Значи мораме да бараме друго решение. Другото решение е целиот аутопат да се размести, да оди доле према течението на Вардар, оти таа првата, да речеме, стара сообраќајница римска е негде таму кај селото Сиричино, од противните страни, кај Чајле и кај Групчини. Не е лошо да се размисли да се бара према Гостивар, нели овој дел да се заобиколи, па можда и целиот ова аутопат што го викаме, што не е аутопат за Гостивар, таа е брза сообраќајница, оти за да биде една сообраќајница аутопат, нели, таа мора да ги има и своите составни елементи, како што фалат овде, фали значи траката за оставување и значи автоматски че ја нема таа трака, тоа не е аутопат, таа е брза сообраќајница. И сега таа брза сообраќајница со градба на овие објекти околу неа, нели, веќе почнува за 10 на години, може да од Тетово до Гостивар ќе имаме скроз урбанизирана сообраќајница. Значи ова е размислувањето мое. Значи која идеја нека се размисли и така коридорот 8 од Гостивар веќе се по решението се премнесува на лева страна кај Долна Вањица. Значи овие 16 километри ние можеме кај Групчин да ја свртиме, да ја скратиме таа должина на коридорот 8, да не идеме према Тетово, него кај Групчин да вртиме кој сака, нека се води за 5-6 километри е такав еден идеен проект. Имам разработено со градежниот факултет и со професорите таму, значи и се скратува и ова сега автопатско, значи кружница околу Тетово може да служи како обиколка на град Тетово.
Значи, тие се размислувања за наредни 10 години, ако ме прашувате. Еве да се вратиме во централното градско подрачје во Титово. Неодамно имаше акција на буливарот Марша од Тито да се паркираат возила само на една коловозна лента, паралелно, значи. Таа акција на некој начин еве според многу тетовчани најде на голема поддршка затоа што во централното градско подрачје колку толку се нормализираше сообраќајот. За жал таа акција престана, не знам од кои причини, можеби господинот Костадиновски може покасно да ни каже. Меѓутоа, дали сметате дека ваквите сообраќајни решенија се добри за сообраќајот и да се продолжи и на Благоја Тоска и на другите булевари, односно на Индустријска? И дали воопшто сметате дека треба и на една сообраќајна лента да се паркира? Еве на ниедна да не се паркира како што е во примерот во Скопје, значи таму нема примери каде што се паркираат на булевари возила. Па да, секако бројот на возилата бара соодветни сообраќајни траки слободни за сообраќај. Ние веќе сме дојдени до тој број на возила, моторни возила кои користат сообраќајници, дека не е чудо и таква одлука да донесеме, нели, во општината да се донесе одлука, нема никакво ни зауставување ни паркирање на главните сообраќајници. Сега таа едно од мерките, значи најхитно што може најбрзо, без средства да се направи. Сега дали имаме па места кај ќе се паркираат? Па сега не мора па ние што сме од град Тетово секој со возил да излеземе на секој 500 метри. А има сега емисијата треба да е многу долга за да ви обяснам тие значи ефекти, да не кажам неговите решенија што ги користи светот во овие ситуации. Па едно од методите е ова плаќањето. Ајде да видиме кој ќе се воведе плаќањето со градоначалничката сака да го воведе. Ако воведено на час дека 50 центи на час или 1 евро на 2 часа, па нека остави некој возила таму 10 сати да му стои. Има доста возила кои се во мирување, значи не се користат по цел ден, заземат паркинг простор и да речеме за еден локал може цел ден да му седи возило тука, не плеќа ништо и он навечер да се оди дома. Навечер се оди дома, а тие кои се прометни возила се оневозможени. Така, дури има возила паркирани на тротоари каде што пишува се продава автомобилот и тука стои можеби со месеци. И тоа е овие примери значи ги имаме многу фино решени во Охрид. Никој нема од тие да речеме собственици на дуќаните да остави пред дуќанот и треба да даде дневно по 10 евра само за паркирање. Значи вакви случаи има со автомати, има со луѓе поставени таму кои контролираат и кои не плаќаат. Значи има решенија кои не барат средства. Тие се решенија времени додека не се решат овие што рековме крајни решенија со меѓутоа има една друга работа сега. Јас ќе ви кажам искуството од Скопје што се случува. Значи во Скопје сите овие што ги изградија концесионери гаражите се жалат дека никој не ги користи. Значи овие надземни подземни гаражи не ги користат иако со цените затоа што уште во Скопје сообраќајниците може да издржат, нели? Да го издржат сообраќајето и не се преземени вакви rigorозни мерки како што треба во Тетово. Тетово више е закрчен. Не може да опстои вака сообраќајот во градот. Значи имаме и такви решенија, ние може да имаме некоја неатрактивна локација каде што ќе инвестира некој 1-2 милиони евра и да не му се поврати средства. А за да биде тоа, ова е прв корак, градоначалничката воведе ова. За пример и за да речеме за пофалба е дека она ги расчисти тротоарите сега. Еден ден, нели? Треба да обстои во таа работа. И до крај да оди, да не попушти. Ако попушти, пак ќе се врати истото. Така, сметате дека надлежните треба можеби да бидат поригорозни кон самите возачи и пешаци. Знаете зашто ово ве прашувам, еве според вашите искази, нели, тоа е вашиот став и на господинот Костадиновски. Неодамна кога правев прилог за телевизија КИ за зонското паркирање, значи разговарав со
првите луѓе од секторот за сообраќај, они ми рекоа дека проектот за зонско паркирање е реализиран, меѓутоа нема да почнат со наплата затоа што тетовци ќе реагираат на тоа и малку на некој начин постепено ќе ги привикнуваат на зонското паркирање. Што не е случај, значи, со граѓаните во Охрид, во Битола, во Скопје, значи, мислам дека законот за сите треба да важи, без разлика дали е во Тетово или во Битола. Смета дека малку треба поригорозно да се однесува, нели, самата општина и самите институции према, па и пешаците доста поминуваат и на црвено. Еве во Скопје, на пример, има доста казни кои што пешаци поминуваат на црвено. Во Тетово не знам дали има воопшто казни дека некој поминал. Мислам дека и доколку има се малку. Како е состојбата со пешаците? Текови, малку и тоа со пешаци стана, како да кажем, нерегулиран дел. Значи, пешакот секогаш навлегува, така да и многу допридонесува за застој во сообраќајот. Значи, не, како да кажем, фалија на сообраќајна култура и кај младите и кај старите. Се очуваме со проблем кај што многу ретко се почитуваат правилата и прописите. Како од пешаците, така и од возачите. Ма со казни мислам дека би се почитувале. Со казни имаме казни, изрекуваме казни. Колку имаме за пешаци статистички? Од прилика не мора. Да не карикирам, меѓутоа од како се семафорите се да речем отстранети од улиците, многу помал дел има каде што може да се регулира на црвено светло и да поминува ван. Добро, меѓутоа го користат правото, поминуваат на пешачки премин. И не можеш да го така, меѓутоа доста имаше поминуваат надвор од пешачки премин, па ги преминуваат пролазите на маршалите. Многу помалку булеварите, претежно ги поминуваат на пешачки. Така, булеварските сега некаде улици кај што немаат булеварско решение ги поминуваат. Меѓутоа булеварите стикно имат каде да поминуваат пешаците и таму поминуваат. Има препреки. Малку повеќе опомени има до пешаците, мислам. И опомени, одиме поблаго малце. Так. Значи сметате дека пак институциите се преблаги према граѓаните. Пешакот треба да му се овозможи, пак пешаците некогаш се принудени да се движат и по коловоз. Нема. Так, јасно. Во право сте. Некогаш узурпирани се, да. Од непрописно запрени паркирани возила. Ви кажав, ние преземаме репресивни мерки покрај превентивните. Меѓутоа, друго е Скопје, друго е Тетово. Тетово не знам со кој проблем е јавното комунално предпријатие се соочува, немаат пајак служба. Еден пајак. И тој е постојано во дефекти. Постојано во дефект. И така да наше, значи, останува само казнената одредба, додека возилото пак ќе остане на погрешно паркирање. Така, толку ли сме сиромашен град, едно пајак возило, еве сега дојде локалната самоуправа која што е во централната власт и претходно и сега. Не беше претходна локалната самоуправа, беше друга. Значи, вака, сега има еден друг проблем. Значи, локалната власт, ако овој пајак што го зборуваме, сега тоа е купен негде 94 година, кога општината имаше буџет од 1,5 милиони евра. Денеска општината има буџет од 2,5 милиона евра. Значи, јас пак викам, зборуваме за централната власт. Значи 25 милиона евра има општината буџет, а тогаш имаше 1,5 милиона и тогаш ја го купивме ние тој пајак. Сите се чудува што ќе би пајак во Тетово, кога немаше ни такво сообраќај. Меѓутоа размислувавме за подолг период. Сега се сменија, значи представници на локалната самоуправа од сите партии готово се менуваат секоја втора година. Има две работи што морам да ги објаснам. Значи, Тетово преди се како голем центар, да речем, кој што во себе привлекува голем број на население од околните места, не е град од 70.000 становници, тоа е град од 200.000 становници. Затоа што преку ден доаѓаат уште од околината, уште од 100.000 и транзитни студенти, и така да. Тоа е многу тешко да се димензионира. Меѓутоа, нема капацитет локалната власт да ги реши проблемите кои се големи. Значи, затоа тука се е основен параметар за да се решат проблемите, овој треба да постои проектна документација. Кога постои проектна документација, може да интервенира централната власт. Централната власт не дава пари само на барање, дава на проекти кои се издржани, проекти кои што централната власт ќе го оцени дека тоа е приоритет.
Значи, за жал, во Тетово, или да речем многу градови, сем наречеме Битола, таму Битола Прилеп, Штит, кои се многу фино организирани во тој смисол, они секогаш имат на маса 50 на проекти актуелни, што ги даваат на било која власт што доаѓа централна, они ги нудат. И тогаш централната власт од своите средства е должна да интервенира. Не може да даде на збор. Јас сега тврдам одговорно дека во Тетово немате проекти вие. Основен проект за сообраќајето кој е, тоа е елаборат за сообраќајно уредување на градот Тетово. Тој елаборат мора да се ажурира. Не може да постои елаборат од 94-та, тогаш ние кога сме го нарачали и денеска после 20 години да се базираш на ист елаборат. Ни одговараат габаритот на улиците, ни одговараат бројот на значи, решавање на раскрсниците. Сега дојдовме во една ситуација кога кој градоначелник како ќе дојдеше, применуваше своји идеи, не базирајќи се на елаборатот што предвидува. Значи он избегнува оно главното да го работи. Пробивање на Благоја Тоска не ја пробиваат еве 20 години, и која е за среќа на државно земјиште додека уште не е окупирано или заземено од разни диви објекти. Значи постојат два моста кај болница, постојат 50 метра за да се пробие тој дел или два објекта да се рушат и да се пробие тој дел, ако не е целосен габарит од булевар, барем една трака за наредни 10 години и да се рестрети. Значи, идејата е дека затоа се луѓето, затоа постојат факултети, затоа постојат катедри, затоа постои посебен предмет во Битола за сообраќај, цел факултет, затоа на градежните факултети постојат луѓе кои се школуваат како да ги решат. Постојат предмети само раскрсници. Значи, не можеме ние да избегаме од тоа. Така. Ние оно што го правиме на желба на некого. И најлошата работа е дека тоа што се прави со пари од општинската каса, да речеме, се прави незаконски, ван градежните норми или сообраќајните норми или геометриските елементи и наместо да го тој проблем ние сега смелиме, решаваме еден проблем. Нели? Што се овие раскрсниците со кружен ток? Тие се даваме предност на флуксот на сообраќајот. Значи, да се движи сообраќајот побрзо, ама да биде и забавен. Ги тргнавме семафорското уредување на град Тетово, така ли? Значи, меѓутоа, ако тоа не го направиме со потребни димензии, тогаш ствараме црни точки пак. Ова што зборуваше сега господинот, нели? Што се случува со пешаците сега кога ги тргнавме светличните ние уредување на раскрсници со светло? Сега веќе пешаците влегуваат низ возила. Второ, кај се ендикапираните лица, како да поминат оние? Дали ќе застанат возилата или не? Затоа пак постои наука. Тогаш пешачките премини веќе не се прават на влез на кружниот ток, него се померуваат. Кој случај се... Значи, по законје на секој 200 метри треба да направиш на булеварите и пешачки премини. А кај нас има на секој 30 метри. Секој дуќан каршија сака да има пешачки премини. Кој го дозволил тоа? И сега ние што ствараме? Веќе немаш флукс на сообраќај. На секој 50 метри он има пешачки премини. Значи, грешките што ги правиме сега во аспект на безбедноста на сообраќајот се многу тешки. Нас не гинат луѓе на тротоари, гинат луѓе внатре на пешачки премини. Нема како да го решиш. Значи, тука се затоа викам постои наука. Нема желба на некој што дошол градоначелник сега и секој градоначелник своја желба применува. Така. Еве спомнавте, Тетово има околу 70-80 жители, меѓутоа и нели доаѓаат од руралните општини да завршат некоја работа, студентски град е. Меѓутоа дополнителен проблем се месеците јули и август кога доаѓаат иселениците, тогаш можем да кажем дека катастрофална е ситуацијата со сообраќајот во градот. Дали сметате дека еве и до вас прашање, дали сметате дека треба во тие месеци јули август да има некој посебен сообраќајен режим затоа што закрчене, значи тогаш целиот град е тесно грло? Јас ќе кажам сега поврзано со ова уште една друга работа. Ние имавме пред 3 месеци негде дека Тетово беше најзагаден град во Европа. Така, да. Така ли со тие PM частички? Зашто? Затоа што дел од тоа се утврди, стручњаците утврди дека сем југохром, околу 50% од возилата. Значи југохром да, или големите овие капацитети. Југохром од секогаш постоел. Секогаш, меѓутоа. Сега југохром е друг проблем.
Не го ставаме затоа што тој во надлежност на централната власт, со филтери, без филтери, така Да. натаму, општината. Но тогаш се предложија многу добри решенија како да се излезе значи се предложија решенија како да се на тој период кога маглата е доле, кога има вакво значи загадување на воздухот, се предложија многу фини мерки. Значи не мора секој да влезе у град со возило. Ништо не ја кошташе општината во смисол на чување на здравјето да направеше јавен превоз од влез во Тетово, аутобуси секој 5 минути, донеси ги и врати ги и таму негде нади некоја ливада широка, да речеме кај земјоделско таму, нели било каде, или ваму доле некај да речеме што знам влезот на Тетово кај Требош, плати кирија, направи се од тампон, паркирайте се тука. Ја ве возам секој 5 минути бесплатно. Значи, општината може да го направи тоа. Земи 30 автобуса. И не е нон-стоп. некој трошок голем. Истото важи и сега за овој период. Значи, треба да има визија на луѓе како да се реши. Ние сите викаме, ќе дојде, што ќе правиме? Нема решение. Има решение. И бесплатни решенија се тие. Многу ситни пари се даваат за чување на здравје и на ова. малку треба. Јас ви кажав дека не јас, него овие проблеми се решаваат од луѓе кои се бават со таа проблематика. Значи, ние имаме Совречен факултет во Битола кој што произведува кадри од тој смисол да најдат решение. И тие никој не ги прашува. Така. Анкетиравме тетовци во врска со проблемите со кои секојдневно се соочуваат. Тротоарите се паркирани многу коле, тешко се проаѓа, ја како стар човек тешко проаѓаме покрај нив. Улиците се разрушени, поготово на кај болница, улицата е страшна. Значи таму има многу дупки, од крши општина. Тука тротоарите. Најболното затоа што се све колите паркирани на тротоарите. Улиците исто прелазите не се обезбедени, не може да се помине. Овој семафор овде кај нас е многу лош. Не знаеш од која страна вртиш, дали од лево, дали од десно. Тука има неколку смртни случаеви. Мене као стар човек ми е страх. На Благоевиот остров. На оваа улица нашава, кај Кипер. Така. А што предлагате до надлежните нешто да преземе? Па да се смени нешто, да се види. Да се види. Исто јас на оваа улица не сум живела, сега живим привремено. Многу е прометна и ноќум не се спие. Многу е прометна, значи не знам дали може да го решат тоа надлежниве. Сметате дека треба да се пробиете други улици во Ја мислам дека оваа улица за Јажинце, за Косово треба да биде на друго место. Така сметам. Затоа што овде тешките камиони ноќу многу лошо врват. Дали според вас може слободно пешакот да се движи и возате во Тетово? Па видите, сами погледате. Сами снимајте улицата. Тоа е катастрофа, ама тоа е тоа. Не знам, имаме пратени, мислим, советници во општинама. Тоа работа како работа, они знаат. Според вас кои се најгорливите проблеми во Локалната самоуправа. најгорливите проблеми велам во однос на улиците? Тротоарите. Која улица е најкатастрофална и тротоар? А овој дел, мислим, цевено дел од река Пеја Навака, катастрофални се. Последно Благоја Тоцка, Бори Кидрич, поново како се вика, не знам. Тие се Дали катастрофални. според вас како она што го гледате се решаваат постепено или Не. Нити нема да се реши. Жал ми се вака зборувам, јас сум тетовец, живим 65 години тука и плюс 4 тарно пред тоа, значи 70 години сум овде, жалосно. Вака, во врска со улиците во Тетово, ја мислам дека треба да се понаправат. Зашто навистина се во катастрофална состојба. А исто така треба да и пешачките премени да се дотераат малце, а воедно и
и самите пешаци да водат малку сметка при преоѓање на улиците. Така. Еве според вас кои улици се во најлошо состојби тротоар? Па мислам дека овие споредните улици се во полоша состојба, а иначе овие булеварите се горе-доле дотарани. Така да и треба малку сообраќајот да се растерети. Така да во скоро време треба да се преземи нешто, мислим на тој план. Па јас би искоментирал и би охрабрил градоначалничката да продолжи вака како и до сега, бидејќи направени се големи промени во врска со улиците, поготово во централните улички. Пешачките премини исто се обележани, значи само напред и да продолжи како и до сега што работи. Да ти кажем катастрофа. Не можеш да се разминеш, ни да пројдеш, нема ни ред, ни ништо. По моје мислење, ја мислим дека е така. Со кои проблеми ви се чувате како пешак, да речем? Па, како пешак, како прво ајде, пешки некако ќе пројдеш. Ама да изеде со дете, со колица, многу тешко. Многу тешко да чекаш за да пројдеш, да се разминеш, многу тешко. Еден апел да упатите до институциите кои што треба да го решат овој проблем? Па, би им рекал поише да повода рачун, например, поготово оваа тетовчанка што е Благоја Тоска, овде ја мислим катастрофа е, малку да се ангажира, да вида колеве некако некој ред да се направи, кај да се паркира, кај да се склона и така, ја мислим тоа. Значи, нивните искажувања се дека најголем проблем се паркиралиштата. Дали господин Костадиновски смета дека со зонското паркирање на некој начин драстично би се решил проблемот со паркирањето во градот или треба некои други идејни решенија? Видите, со зонското паркирање сметам дека голем дел од со паркинг просторот ќе се реши, али не има да биде доволен. Значи, ќе решиме делот тоа, како што напоменал пред малку професорот. Значи, нема да дојде некој да остави своето возило цел ден да му седи. Ќе дојде, ќе заврши работа и ќе се оди. Ние имаме, јас земам по мене пример. Јас, синот, доаѓаме 20 со возило на работа. Значи, тогаш ќе се редуцираме. Така исто сигурно го прават и многу други. По тројца, четворица од фамилија од куќа имаат возило. И сите одеднаш и паркираат на работно место цел ден, а работното место може да карикирам да му е на 100 метри, на 100 метра или 500 метра. 500 метра и цел ден возилото стои тука. Од тие возила кои треба, значи кои се да бидат паркирани за во текот на денот, немаат место. Од таквите кои по цел ден им седат паркирани. Треба и возењето автомобил да биде луксус на некој начин. Па видите како не. Затоа што не може, нели, секој ден да... Дека идејни решенија и ова нема да бидат на одмет ако се направат, како што кажа професорот, катни гаражи. Јас ќе ви кажам пример, еве, фасциниран сум од градот Прилеп. Феноменално функционира таму, има направено трокатна или четворокатна гаража на просторот кај што беше автобуската станица. Плаќање 30 денари, секој се оди, паркира безбедно и безбедно е за граѓанинот. И од друга аспект се наплаќа стварно, меѓутоа тука има редар, го чува возилото и од кражби и од било кои други, значи од специјално возило не може да му го дигне пајакот, значи се заштедува. Вака си несигурен. Дали го остава возилото, дали ќе дојде пајак, ќе го дигне, ајде сега да речеме еве не е во функција, меѓутоа кога ќе се уреди тоа со зонското паркирање, нормално дека ќе има и пајак служба, така да мислам дека ќе се подобри безбедносната состојба. Така. Тоа е моје мислење. Моментално пајак службата не е во функција затоа што не беше, па го пуштија сега каква е Па и ситуацијата. сега чат пат по Во дефекти е возило така. се подига така, да, не би тоа многу малку. Кажа професорот, старо е возилото со веќе 20 години. Така, до општината најавија дека ќе набават пајак ново возило, меѓутоа не набавија. Вака, анкетираните тетовци исто така реагираат и најголем проблем, значи зборам за граѓаните кои што живеат во североисточниот дел на
Тетово најголем проблем им е раскрсницава Благоја Тоска Борис Кидрич. На некој начин тука сите знаеме дека настрада неколку пешаци велосипедисти, значи баш таа раскрсница се користи за проток на тешки, за транзит на тешки товарни возила кои што од Скопје па се упатуваат кон Косово, односно кон граничниот премин Јажинце. Сметате ли дека треба конечно локалната самоуправа и со помош на централната власт да направи некоја обиколница, на некој начин тешките товарни возила да не влегуваат, тоа е затоа што е више и централно градско подрачје, не само 100 метри од центарот на градот, да не влегуваат во градот, туку директно да се упатуваат, значи кај Поро или кај Джепчиште, како што е случајот со Скопје со обиколницата. Мислам дека има еден проект, мислам дека и вие го работевте. Докаде тој проект и дали може конкретно да ни го објасните цртите точките тој проект? Таму негде 2000 година, кога се работеше автопатот и втората трака на обиколката на Тетово према Гостивар, и кога се направи тој подвозникот, нели, и влезот во Тето со сите тие надвозници, подвозници, подпруга и над това, парцијално се реализира. Затоа што вториот дел беше додаток на тој проект, беше источната обиколница која ќе требаше да излезе таму негде кај после испод касарните, испод пруга таму негде кај овие резервоарите на Мак Петров, и да се пробие и таа на постојните сообраќајници без некои поголеми зафати може да се направи. Меѓутоа за жал вака, значи многу лошо е кога во една средина се менуваат локалните власти секои 4 години, а не се придржуваат на оно што е усвоено и што треба да го реализираат. И овде секоја локална власт што доаѓа применува своја политика локална, значи без таа генералната да ги согледа сите проблеми и едни нацрти што се ставени. А иако што постои тој проект, ја пак викам, секоја локална власт треба да притиска на централната власт да се реализира. Значи не може со општински пари да се направат такви големи зафати. Ако знаеме дека 1 километар автопат негде е околу 5 милиона евра, значи не може една општина да одвои 50 милиона евра. Затоа и реков со помош на централната власт. Тука е проблемот, секогаш значи треба да нагласиме и го нагласи Прилеп Битол, они ги решаваат проблемите, затоа што имаат проекти. Така, реагираат тетовци во анкетата на непрописно паркираните возила, претходно зборевме, значи на улици и на тротоари. Дали може да ни кажете кои се ингеренциите на сообраќајната полиција? Смее ли полицијата да казнува, да речеме, што не се за паркирани автомобили на тротоари? Како се тука надлежностите со локалната самоуправа? Да објасните. Па видите, ние во делот на законските овластувања ги преземаме тие мерки. Јас нагласив. Значи имаме околу 2350 прекршочни пријави. Тука спаѓа и тротоарот е дел од сообраќајна површина. Така. Значи, дополнително, еве сега, ќе ви кажам, летниот период, значи, покрај тоа што доаѓаат наши вработени за отекот на летниот период на годишен одмор, дополнителен проблем ќе прават и земјоделската механизација, која ќе излезе сега за продажба на земјоделски производи. Конкретно ќе кажам, трактористите. Така. Значи, треба да се најде соодветно решение и за решавање на нивниот проблем. Добре бе, во практична гледна точка ги казнувате, меѓутоа нема кој да дојде да ги подигне, нема паек возила. Затоа нормално за тракторите дека нема. Меѓутоа и за овие за возилата. Да се документира, документирано и да поднесеме соодветна пријава. Останатото на локалната. Така, јасно. Вака, во делот од анкетата имаше и пофални зборови за градоначалничката на Тетово Теута Арифи, кое што нели стапи на функција пред година и неколку месеци. Некој коментар, дали добро ги решава, дали добро менаџира со сообраќајот во градот? Не зависи многу од градоначалничкото функционирањето на општина, зависи од професионалните служби во општината. Да, меѓутоа она ги диктира и го надава овластување, нели? Смерници, некои, значи во некои делови градоначалничката дајде некои нови, да речеме, смерови и во сообраќајот и во расчистувањето на некои делници. Стави некои новини, почна да ги стави во однос на другите градоначалници да ги решаваат. Сега јасно јас сваќам
значи незината страв што е блокиран тето во аспект на урбанизмот, затоа што тие се тешки одлуки Така. и зека она и многу тешко може да ги поправи сите тие, да речеме, грешки што сте направени во урбанистички смисол. Да продолжи пак по истиот терк, сигурно и ќе погреши. Нели, затоа што урбанизмот е многу деликатна да речеме област каде што решенијата се трајни, долгогодишни, 100-150 години. Така може да остане еден објект кој што може да смета после не само во сообраќајот, него да смета во целиот развој на градот Тетово. Во некои работи јас знам дека е во тешка состојба, затоа што колку што знам луѓето што се околу неја не се од оваа професија. Она сега дали консултира некој од надвор или не, и најбезбедна е ако не носи одлуки. Значи не греши. Така. Господине Пецо, може ли да ни посочите некои проекти кои ги спроведува сообраќајната полиција за облажување или решавање на дел од проблемите во сообраќајот? Па како што и кажав, имаше проект конкретно за паркирање, да речем. 1 септември траеше до поддржан беше од ОПС тој проект, од општина беше поддржан, тогаш градоначалничката беше присутна. Мислам, соработката не е на него, меѓутоа конкретен ефект нема така нешто. Зашто кажав дека стварно голем број на моторни возила се регистрирани во Тетово. Тука не ги напомнавме и дополнително што доаѓаат на факултетите сега кога се отворени. Значи, ова се возила 25.000 регистрирани, а уште кои се вртат тука со однос на ученици од страни, од други градови, па бројката стварно некаде околу 30.000 возила се во Тетово и старата инфраструктура, тесните улици, мислам не може да го абсорбираат тој целокупен Така, сообраќај во текот на еден ден. Градски превоз нема, поради тој се повеќе од потребни такси превозниците, каде што за жал се уште во градот може би бројката на нерегистрирани такси превозници, зборувам за лиценција, е неколку пати поголема од тие што се регистрирани. Со какви проблеми се соочувате со нерегистрирани такси превозници? Видите, има доста тие кои не им е решен, односно не им е продолжена лиценцата, заедно во соработка со локалните власти, односно со инспекторите за сообраќај, се преземаат по нивно барање и пружаме асистенции. Значи има и пријави за таквите, меѓутоа стварно е голем бројот на такси превозници кои немаат лиценци, меѓутоа од кои причини, од она што слушам, кажуваат дека не им го продолжуваат, имаат поднесено барања. Тоа не е моје да коментирам, зошто не име, дали име или не име, тоа треба стварно да се види во Така надлежните локалните надлежните да се произнесат. Нормално дека кад би имало градски превоз, подобро би се одвило сообраќајот отколку да имаме нелегални Такси превозници кои го реметат сообраќајот. Че посочам, тие најчесто се и почести прекршители по однос на паркирањето. Така. Действија. Меѓутоа доста ќе музичко има непрописно паркирани возила. И на самата крстосница полукружно свртување со кое действие едно го загрозуваат сопствениот живот и животот на тие кои ги превезуваат, го успоруваат сообраќајот и го реметат целокупен сообраќај. Ние преземаме реков мерки, меѓутоа стварно нив ги има во голем број. Претежно ќе напоменаме пред судот, институција која нажалост таква е состојбата. Така. Преземаме мерки, казнуваме. Тоа е тоа.
Господине Полоши, после секој пороен дожд, значи еве неодамно имаше пред еден месец силен дожд во Тетово, улиците и тротоарите се буквално под вода, значи ретко кој пешак се осудува да излезе пешки, значи или пак возилата кои што нели се обраќаат се до половина со вода. Дали сметате дека има некое идејно решение брзо да се реши овој проблем, затоа што нели се одолжува оваа проблематика, посебно во североисточниот дел на Тетово, каде што знаеме дека еве до телевизија Киза се стигне, после секој поранен дожд не може да се стигне, па мора да се обраќаме од другата страна. Има ли некое така безболно решение, брзо решение за овој проблем? Значи, знаете, фекална вода излага од канализациите, шахтите се излеваат и атмосферската вода исто. Аз секогаш викам, уште со поставувањето на градот Тетово таму негде 5 век кога поставен идеална локација за населба. Значи на подјожје на планина, на брег на река, на северозападна страна, значи поставен градот со планина да се сочува од ветровите и со благ пат према полето. Така? И тогаш размислувале повеќе од сега може. Уште тогаш они затоа го поставиле за градот нормално и природно да има свој пат на овие, да речеме, и атмосферски води, но и за фекалните води. Идеална локација за населба. Меѓутоа, грешките што се направени при проектирање на атмосферската канализација и фекалната и нивното преплетување или влегување едно во друго, ние сега имаме во град дека во атмосферска канализација се приклучени многу фекална канализација. Так. И при секој да речеме, при секој поголем дожд, ние ни се закрчува градот затоа што и на фекалната канализација па е приклучена атмосферската канализација. Ако знаеме дека диаметар на една фекална канализација е негде 20 до 30 сантиметри, нели, за да ја прими фекалната канализација, а луѓето ги на таа фекална канализација се спојуваат и со атмосферската од олуците, тогаш таа се закрчува и нас ни плива градот после во фекали. А ако во атмосферската канализација па приклучиш фекална канализација, ние имаме мирис по цел булевар или Линденска, нас не мирише кога да живееме во некое јавно веце. Значи тие грешки се грешки што се поправаат, не е проблем. Еве до реката, нели беше пред 2-3 години секој пушташе у река фекална канализација. Со еден потез се направи тој дел, сега реката е, да речеме, од аспект на фекална канализација веќе расчистена. Така? Значи, постојат решенија. И ако се направени грешките, затоа постојат инженери, постојат луѓе кои ги решаваат тие проблеми. Не е проблем така, ние имаме проблем со вода, имаме проблеми и со канализациите. Ние имаме еден страшен добар колекторски систем кој што е изграден од таму подвозникот па до Сарачино, таму 2,5 метри висина, кој што може да прими 100 годишни води атмосферски кои никој не ја користи. Ние уште фекалната канализација ја пуштаме во Деребој и во Требош, на река Пена. Од овој дел и од другиот дел таму го пуштаме како жара во река Пена. Значи, пак викам, тие се големи захвати, каде што мора со проект, знам дека има една тенденција као што Прилеп е на ред да добие пречистителна станица за фекалните води, така ли и Тетово има, меѓутоа никој не работи на тоа. Се менува родоначалниците, тоа станува пострана. Не влегува, да речеме, во приоритет на владата или централната власт да се реши тој проблем. И ние правиме страшни грешки. Ние правиме грешка сега дека таа, значи, јас викам, за да се реши проблемот во Тетово, ние го загадуваме Скопје. Значи, целата наша вода фекална што ја пуштаме во Деребој, она понира во полето таму позади Петрол Компани, а од таа вода тука се изворите на Рашче што Скопје не ја пијат таа вода. И никој не реагира. Така. Значи, што правиме ние сега? Не само на себе, него ја труеме целата вода и доле. Имате исто таков проблем вие со југохром. Никој не зборува за што станува со згурата на југохром што се плакна од вода и тече у Вардар и оди пак во Рашка и ја пијат Скопјани. Никој тука не го гледа. Ние немаме од таа згура ние што се фрла надвор од таа депонија, а овој како Тетовчани може да имаме само од воздухот. Меѓутоа што станува што водите што понираат доле. Значи, такви проблеми големи еколошки што се случуваат, а за жал министерот ни од тоа поднавје таму за екологија. Так. Значи, сега ако тие луѓе не реагираат, кои се како ќе реагира тој министер што се случува таму, не знам, во Струмица или во Дојра, кога пред негова врата тоа не го решава. Не треба да се лутиме. Затоа постојат факултети, затоа постојат струки, затоа треба луѓето да се работат таа работа за која сеоспособиле во живот.
Не треба да се прават експерименти. Значи, основната работа е сегде во свет. Луѓето од струката не се чепкаат. Луѓето што водат политика нека се менуваат секој 4 години. Не ја чепка администрацијата професионално. Затоа што во тој случај ќе ни настане овој хаос и цела Македонија е таква. Тука е за жал, овие сега влегуваме една друга тема што не сакам да ја расправам. Значи таа тема е веќе како демократски треба да живее една средина. Таа е друга тема што ние уште не сме дојдени до тој момент дека преди се е граѓанинот тој што живее тука. И ние овие проблеми ни се денешни, ја викам, и не може да ги решиме. Овие се проблеми може да... Меѓутоа треба да се започне еднаш конечно. Треба да се стави основа. Основата е да се направат решенијата и проектите. Од тука се почнува. Па како кој ќе стигне ќе направи по нешто. Така да се следи континуирано проектот. Вака да ве прашам во контекст нова некој коментар за кружните текови. Дали се стручно направени тие затоа што нели знаеме дека семафорите се нели поместија се стави на нивно место. Разлика помеѓу светличните семафори за уредување на сообраќајот, значи во однос на кружните токови е во таа дека што улога има кружниот ток во однос на семафорите се исто така да го сообраќајот значи застанат, заустават. Кружниот ток дава предимство за флукс на сообраќајот да тече. Така да не застана, да не се закрчи. И сега ако димензиите на тие кружни токови не се прават адекватно на прописите кои се во законот за сообраќај, нели, мора да бидат и се и по предмет исто така се стои, значи минимален кружен ток за да се направи, за да може да се вртат автобусите и тешките товарни возила, да не се закрчи, секој да стои у своја трака, нели секаде у своја трака треба да биде 12 метри. Кај нас ги правиме по 6 метри, по 5 метри. И тоа сега, од двете сообраќајни траки, ако некој автобус или камион поголем, он ќе ги захвати двете траки, ќе го закрши сообраќај. Втора работа е што сообраќајот, кружниот ток има основа да го и на некои места и на права делница, не на скрсница, се прават тие шикани се викаат или кружни токови намерни, нели? На многу места во запад се прават на права делница, на прав пат се прави кружен ток. Да се сообраќајот, значи, успори се вика. И тие се викаат средства за успорување на брзина на сообраќајот. Сем грбините, сем да речеме острвата разни се прават, може да се прават, сем девијација на сообраќајницата се прави и со кружен ток. Меѓутоа, ако не се направат според геометриските елементи предвидени за таа сообраќајница, таа не ја игра улогата. Ние таков пример имаме кај кружниот ток, што е најеклатантен пример на лошо решение, која направен пред 2 години, кај бензинската пумпа кај Рамстор. Таа сообраќајница, не знам зашто, имајќи простор огромен тука да се направи како што треба, димензиите се смалени. И таа, едната од двете ленти, уопште нема потреба воздушот да застане и за да се прилагоди на кружниот ток. Него он право си оди со 100 на сат ќе преде тука. И од едната и од другата страна. Значи, можда проектантот го проектирал добро. Можда изведувачот го направил лошо. Така. Но тука е сега она во законот што вика техничкиот прием на тој објект и давање на употребна дозвола на сообраќајниците. Тука сега јас барам, значи, од оваа област да има поголеми ингеренции сообраќајната полиција. По техничкиот прием да учествува сообраќајната полиција на сообраќајниците не со мислење, него со давање на согласност. Така. Значи, ако барат мислење, не ништо. Ние мислиме вака, добро што мислиме, ние тераме вака. Ако дава согласност, нема ни една сообраќајна полиција да даде согласност на некоја сообраќајница која е надворот од прописите сообраќајни. Така, се согласувате со господинот Полоши за ова? Комплетно се согласуваме. Не знам, и на таа крстосница, односно на тој кружен тек, и најголем број на сообраќајни незгоди имаме. Тука причина, нормално, го кажавте и вие, брзината на движење. Не се прилагодува брзината. Иако имаме ограничување 40 км на час, значи тука со стотка се вози.
Он мора да застане на кружен ток, да вози со треба прва да на со застане со нула прва. брзина. Па и затоа ги нарекуваате успорување на сообраќајот. создавате. Вака, како вие најверојатно се соочувате со тешкоти при регулирање на сообраќајот на вакви на некој начин нестручно изведени кружни токови? Видите, кога и кружните текови се значи формирани на улици од различни типови со да речеме со различни вливни и изливни точки, тие се ако се по стандарди се добри. Значи од пракса покажува дека тие се добри, затоа што имаме две вливни од две страни, а од другите се по една вливна и така да немаме интензивен сообраќај од сите, да речем, да најдеме на 4 вливни со 4 вливни интензивен сообраќај, тоа никој во сондажа може и не го направил. Тие се прават според анализи направени сондажи каков е интензитетот на сообраќај во интервали и така и се конструира. Значи највише незгоди имаме при вкрстување на тие при преустројување. Имаме напоменав на таа доле повеќе исто незгоди од причини на неприлагодена брзина. Некои се, значи има добри и лоши страни. Меѓутоа семафорите, кажа професорот, за мене лично, ако ме прашате, ипак биле попрактични. Меѓутоа е поскапи се за одржување. Поскапи се за одржување. Најверојатно за да ги замени. Така. Така, еве како последно прашање, значи во текот на целата емисија ги третиравме возачите и пешаците, меѓутоа збор два да кажем и за велосипедистите, мислам дека тие највеќе се соочуваат со проблеми затоа што во целиот град нема ниту една велосипедска патека. Дали според вас е можно да се изреализира барем една велосипедска патека на некој од булеварите? Затоа што целиот град стана тесно грло, па дали би имало можност за велосипедистите да има една патека? Лично ако ме прашате, јас сум против велосипедисти, затоа што не е дел само на еден дел да му озодниште трака за возење. Ако нема он континуитет од влез во град до излез на град своја трака на главните сообраќајници, тогаш ништо не сме направили. Ние ако имаме на маршал Тито велосипедска трака, ама немаме на Илинденска никаде. Меѓутоа тоа го рестаретува сообраќајот самите велосипедисти доколку е многу поопасно, затоа што тогаш ќе дојдеме во состојба дека ние на еден дел од 500 метри имаме во град решено, а веќе Илинденска цела не е решена. Не е такво решение предвидено за велосипедско возење. Така ли? Доаѓаме во ситуација да он во дел ќе користа, во дел ќе влезе во сообраќајниците. Така, значи сметате ли да се направи Тука на целиот град да се направи, че тие так. стручњаци што ќе размислат, решат оваа улица ја правиме од почеток до крај со пешачка на велосипедска стаза и заврши. На другиот дел он ќе си го земе точакот на рака и ќе се оди по тротоар. Така. Значи не може да вози он на сообраќајница каде е за моторни возила на булевар. Тоа е недозволено. А ако нема, ќе го земеш на рака, па на секундарна сообраќајница ќе возиш. А на булевари не. Ние имаме главен булевар, имаме собирни улици, имаме секундарни улици, имаме значи сообраќај кој така е рангиран. Значи точно на булевар нема шанса да вози. Ако не е таму проектиран и изведен пешачка, ќе го носи велосипедот на рака. А затоа викам, сите овие работи што ги зборуваме се решаваат стручно. Значи не може ние сега адхок да речеме 50 метри имаш трака, ти а после горе доле вози како сакаш. Кај ќе вози? На тротоар ќе го казнат, не сме да вози. На улица ќе го казнат, не сме да вози. Булевари. Така ли, значи има правила каде што се прави. Ако као град Тетово ние не сме во возможност да и му возможиме да низ централно градско јадро нема да вози. На секундарните улици нека се вози, на град нема, полицията ја рече немаш предвидено. Не може да направиме такви работи, поголема збрка ќе направиме. Значи, јас сум поборник на тоа, не се прави импровизација на човечкиот живот. Со секое решение што го дава инженерот, он значи дава решение дали го сочувува пешакот, велосипедистот, па и моторните возила да не дојдат до конфликтни точки, нели или дава решение кое секогаш станува таа црна точка така наречена и во град и градски улици и надворно локални патишта. Не многу малце зборувавме денеска за локалните патишта на која ниво не се. Па ние имаме сега едно многу добро фино решение, сега видов јас од теарце таму што фино го направиле.
реконструкција и по цела должина на пат направиле 2-3 километри од село до село на главна сообраќајница тротоар. Да. Сега е прашање. Со каква брзина таму ќе се вози? Значи пак правиме импровизација. Ако е предвидена таа сообраќајница да се вози со 60 км на час, Тоа е меѓународен пат. не е тоа, него брзината е основа сегде во сообраќајниците. Значи, нека е меѓународен пат. Меѓутоа, ние не можеме да направиме како што е направено, значи на 15 грбини се направени Така. во селото Поро, имаме проблем после со брзата помош, со пожарни и така, и со возилата овие што, да речеме, никој тоа не го размислува. Кој ги плаќа оштетувањето на возилата што на тие грбини ги прави кој како сака. И за грбини постојат прописи. Така. Тие прописи врз база на брзината одредуваат висината на грбината и ширината. Меѓутоа според законот на тој пат нели од Според стадионот не законот сме да може се постави. постават тие грбини сегде само со надлежни служби кои даваат одобрение за таа работа. Меѓутоа тие без одобрение се Значи постават. може да имам ја на 3 км 15 грбини. Значи во тој случај настанува хаос. Јас сум да го успориме сообраќајот. Меѓутоа ако ја правиме таа грбина, таа е врзана со брзината. Ако е брзината 30 км на час, може да направиш 15 см висока и да направиш метар широка. Ако е брзината 40 или 50, таа се симнува на 7 см грбина и се направи на метар и пол. Точно постои во законот. Сега не може грбина правам кој како сака. Така. Господа, ви благодарам што бевте гости во емисијата Спектар. Се надевам дека вашите ставови и мислења ќе допрат до институциите кои што треба да ги решаваат проблемите во сообраќајот. И ние се надеваме.